Екстерното се излизга на мразот. Полагањето доцнеше околу 2 часа поради паднат систем. Јас денеска полагам термотехника, но поради паѓање на системот е одложен за 1 час. Па веќе саат време. Па не знаеме уште кога ќе дојдат и ќе ни кажат. Од училиштата се оградија од проблемот под образложение, дека од нивна страна се било во ред. Проблемот бил системски. Утринава требаше да започне во 9:30, меѓутоа поради проблеми од серверот во Скопје, полагањето ќе се одолжи за час или час и половина. Во Штип со полагање наместо во 9:30 се почна во 11:30. Денеска полагаат 138 ученици, за утрешниот ден се останатите уште 72, така да мислам дека нема да има веќе проблеми. Како и изминатите години, ние очекуваме да ни се остварениот просек на учениците да е блиску до остварениот просек на учениците во учебната година. Идентично беше и во останатите општини во регионот. Со мали технички проблеми поради софтверот на ниво на цела Македонија. Тестирањето започнало малку покасно, во 10:45. Текот на денешниот ден полагат по првата група 53 ученика, во втората група уште 53 ученика или вкупно за денешниот ден 106 ученика. Денес полагат 83 ученици, утре уште толку, среда е пауза, четврток и петок продолжува, се надеваме дека и ќе заврши без никаков проблем како и досега, со оглед на тоа дека учениците имаат доволно време за подготовки, очекуваме и резултатите да бидат солидни како впрочем и досега. Сепак, долгото чекање веројатно нема да биде без влијание врз оценките на учениците. На среќа што биде. По прашањата барем ги знаев, познати им биде, па би требало тројка. Исклучок е Делчево, каде денес тестирањето почна на време. Првиот ден, денеска имаме 65, а утре имаме 66 ученика. Средата ни е слободен ден, четврток и петок имаме пак 65 и петокот имаме 66 ученика. Полагав компаративна книжевност и тестот не беше воопшто тешко. Прелиминарните резултати Државниот испитен центар ќе ги објави на 8 февруари. Од 8 до 10 февруари ќе трае поднесувањето преговори.